Корупција. Па не е ни смешно, бе, човече. Корупција, каква корупција, бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6. Ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да издегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти бидела околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција, бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишеш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш? Па нормално таму треба еден ручек да даеш. Па треба да почастиш малку, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа, бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема. Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел, знаците знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор, 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, те те опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде, на пример, во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве, замисли, се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли, ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку Виз Ер 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи исто, да во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Хаос, ќе се депримира, хаос ќе настани. А ти да сакаш, не може да те повлечи амбасадата, да речем. Зошто? Затоа што Македонија нема амбасада во Буенос Ајрес. Така ќе најдеш начин како да се снајдиш. Ајде, што би се случило сега, на пример, тој швајцарецот истиот за кој што збораме, да дојде тука да живее. Ќе го видиш швајцарецот после 2 недели во депресија паднат. Седнат на кафе, и то не на кафе да пие, ракија врат, му се треси раката, пие. После ручек ќе го видиш во кафанче некој, седнато дреми таму, да касни. Во сендвичара застанат со син му вели таму во сендвичара, со поќе кетчуп мајонез, за да му држи. Мора тој лека полека, тоа 7-то, 8-то сетило веќе да го научи како функционира, да се снајди. Ќе оди на фудбал со син му, застана со син му, го држи за рака, насолзен, ќе може да влеземе двајца со една карта. Мислиш ќе се снајди? Како да не ќе се снајдел? Ќе се снајди единствено на црно да крка диазепами. Прво не ќе може да се снајди на работа. Па видете, ние во Швајцарија работиме по 7 часа, имаме 4 часа одмор за ручек, плюс топол оброк и чаша вино и десерт од фирмата. Мекуши едни, бе. Мекуј, овде ќе работиш 10 сати, ќе имаш 7 минути да јадиш четврт бурек, ама чекај, немам време јогуртот кога да го допијам. Ќе го допиеш дома јогуртот. Ама чекајте, не може така. Кој рече дека не може така? Чао, ќе најдеме друг. Ама ќе тужам. Како ќе тужиш, бе, брат? Кај прв брачет ми е судија, како ќе тужиш? Ти само тужи. Ќе треба може да ги вратиш парите за кои што си работел. Сега, замислете овој швајцарецот. Тоа сакам да ви кажам, драги мои пријатели, дека тоа сетило, тоа нас ни е вродено. Како да се снајдиш? Корупција го викале. Што корупција, бе? Потфрли ваму таму. Замисли го овој што е швајцарецот во транспорт да влезе. Во Скопје дошло, треба да стигне до Битол. Пример, во возот. Тоа само во возот кој се кажи веќе влегува во драма. Ако се начека тој период кога вози. Влегува швајцарецот и директно кај овој што е кондуктерот. Така да го наричам кондуктер, као се вика. Здраво, извинете, возот за Битола ми е страв да не го промашам? Ми е страв да не го промашам. Не може да го промаши, човек. Еден е возот.
Може да нема воз, а да го промашиш, не можеш. Го гледа швајцарецот тој возот натре, османлиски период до декорацијата. Во Швајцарија сигурно учат таму во книгата, еве, вака во периодот на османлиите се возеа во возовите и уште во Македонија. И швајцарецот гледа во тој возот, тука се пикаат луѓе, отворени прозорци, хаос, ни топло, ни ладно, дува од сите страни. И му вели овој пак на кондукторот, извини, а сертификат за безбедност има овој возот? Сертификат има. Безбедност нема. Кога ќе стигне? Тешко прашање. Тоа никој не го знае. Добро, борете, кога ќе тргнеме? Пак тешко прашање. Може нема ни да тргнеме, кога ти кажа. Види, може да е подобро никогаш да не тргнеме, оти ако тргнеме, може нема ни да стигнеме. Това е таа теорија на релативитет. Ајнштајн рекол дека времето е релативна работа. И со тоа докажуваме дека Ајнштајн имал и некои македонски корени. Видете, возот возел 30 км на час. Сега го покачиле на 50 км. Со точакот побрзо возиш, бе човек. Тоа е 30 км на час е намерно направено. Ти тргнува за Скопје, студентот си ги заборел теглите, му викаш на твоите брзо, носете ги теглите, сега само што тргнува возот. Татко ти почнува да трча, на километар ќе го стигне возот. Во здраво тело, здрав дух, ем слаби, ем битки, ем стигнува таму. Башка може да му фрлиш таму 50 денари на тој машиновозачот, не вози ти 50, вози 20. Па го викале са корупција. Некој вика, си завршил работа. А швајцарецот само да влези во возот ќе свати кај. Со кокошки на пазар влегуваат, кози продаваат, со точаци, па идем продава паломи, паломи сон чоклет, паломи сон чоклет, паломи сон чоклет. Па се расипил на пола пат возот, се запалила пругата. Излегува машиноводачот, почнува да ја гаси пругата. Швајцарецот одговорен е. Нашите сите гледаме од озгора. Швајцарецот излегува оттаму, почнува со камење да мава погнот. Швајцарецот, овој машиноводачот вика, немојте молам со камење ќе откопаш пругата, ќе не можеме да се вратиме. Да. После, од кој ќе се изгаси тој пожарот, 1 сат пауза да одмори возачот. Па нема пруга, па се реди нова пруга. Па од Скопје до Битола 8 сати се патувало. National Geographic. Швајцарецот нерви кискани, анксиозност, депресија, мобинг, булинг, шамарење, вреѓање, се воедно ќе доживее. Корупција. Па не е ни смешно, бе, човече. Корупција, каква корупција, бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6, ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да излегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти била околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција, бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишеш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш, па нормално таму треба еден ручек да даеш. Па треба да почастиш малку, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа, бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема. Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел, знаците знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор, 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, те те опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде, на пример, во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве, замисли се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку Визе 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи исто, да во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди?
шипак што ќе се снајде. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Хаос, ќе се депримира, хаос ќе настани. А ти да сакаш не може да те повлечи амбасадата, да речем. Зошто? Затоа што Македонија нема амбасада во Буенос Ајрес. Така ќе најдеш начин како да се снајдеш. Ајде, што би се случило сега, например, тој швајцарецот истиот за кој што збораме, да дојде тука да живее. Ќе го видиш швајцарецот после 2 недели во депресија паднат. Седнат на кафе, и то не на кафе да пие, ракија врат, му се треси раката, пие. После ручек ќе го видиш во кафанче некој, седнато дреми таму, да касни. Во сендвичара застанат со син му вели таму во сендвичара со поќе кетчап мајонез, за да му држи. Мора тој лека полека тоа 7-то, 8-то сетило веќе да го научи како функционира, да се снајди. Ќе оди на фудбал со син му, застана со син му, го држи за рака, насолзен, ќе може да влеземе двајца со една карта. Мислиш ќе се снајди? Како да не ќе се снајдел? Ќе се снајди единствено на црно да крка диазепами. Прво не ќе може да се снајди на работа. Па видете, ние во Швајцарија работиме по 7 часа, имаме 4 часа одмор за ручек, плюс то полуоброк и чаша вино и десерт од фирмата. Мекуши едни бе. Мекуј, овде ќе работиш 10 сати, ќе имаш 7 минути да јадиш четврт бурек, ама чекај, немам време јогуртот кога да го допијам. Ќе го допиеш дома јогуртот. Ама чекајте, не може така. Кој рече дека не може така? Чао, ќе најдеме друг. Ама ќе тужам. Како ќе тужиш бе, брат? Кај прв брачет ми е судија, како ќе тужиш? Ти само тужи. Ќе треба може да ги вратиш парите за кои што си работел. Сега, замислете овој швајцарецот. Тоа сакам да ви кажам, драги мои пријатели, дека тоа сетило, тоа нас ни е вродено. Како да се снајдиш? Корупција го викале. Што корупција бе? Потфрли ваму таму. Замисли го овој швајцарецот во транспорт да влезе. Во Скопје дошло, треба да стигне до Битола. Пример, во возот. Тоа само во возот кој се кажи веќе влегува во драма. Ако се начека тој период кога вози. Влегува швајцарецот и директно кај овој што е кондуктерот. Така да го наричам кондуктер, као се вика. Здраво, извинете, возот за Битола ми е страв да не го промашам? Ми е страв да не го промашам. Не може да го промашиш, човек. Еден е возот. Може да нема воз, а да го промашиш, не можеш. Го гледа швајцарецот тој возот натре, османлиски период до декорацијата. Во Швајцарија сигурно учат таму во книгата, еве, вака во периодот на османлиите се возеа во возовите и уште во Македонија. И швајцарецот гледа во тој возот, тука се пикаат луѓе, отворени прозорци, хаос, ни топло, ни ладно, дува од сите страни и му вели овој пак на кондуктерот. Извини, сертификат за безбедност има овој возот? Сертификат има. Безбедност нема. Кога ќе стигне? Тешко прашање. Тоа никој не го знае. Добро, во ред, кога ќе тргнеме? Пак тешко прашање. Може нема ни да тргнеме, кога ти кажа. Види, може да е подобро никогаш да не тргнеме, оти ако тргнеме, може нема ни да стигнеме. Това е таа теорија на релативитет. Ајнштајн рекол дека времето е релативна работа. И со тоа докажуваме дека Ајнштајн имал и некои македонски корени. Видете, возот возел 30 км на час. Сега го покачиле на 50 км. Со точакот побрзо возиш бе човек. Тоа е 30 км на час е намерно направено. Ти тргнува за Скопје, студентот си ги заборел теглите, му викаш на твоите брзо, носете ги теглите, сега само што тргнува возот. Татко ти почнува да трча, на километар ќе го стигне возот. Во здраво тело, здрав дух, ем слаби, ем битки, ем стигнува таму. Башка може да му фрлиш таму 50 денари на тој машиновозачот, не вози ти 50, вози 20. Па го викале са корупција. Некој вика, си завршил работа. А швајцарецот само да влези во возот ќе свати кај. Со кокошки на пазар влегуваат, кози продаваат, со точаци, па идем продава паломи сон чоклет, па се расипал на пола пат возот, се запалила пругата, излегува машиноводачот, почнува да ја гаси пругата, швајцарецот одговорен е, нашите сите гледаме од озгора, швајцарецот излегува оттаму, почнува со камење да мава погнот, швајцарецот, овој машиноводачот вика, немојте молам со камење, ќе откопаш пругата, ќе не можеме да се вратиме, да.
После, од кој ќе се изгаси тој пожарот, 1 сат пауза да одмори возачот. Па нема пруга, па се реди нова пруга. Па од Скопје до Битола 8 сати се патувало. National Geographic. Швајцарецот нерви кискани, анксиозност, депресија, мобинг, булинг, шамарење, вреѓање, се воедно ќе доживи. Ако го немаме ние македонците тоа седмо сетило, така наречено снајди се или корупција, замисли што би му се случило на швајцарецот да закажи термин за снимање на клиника. Сега само да го замислиме, дека тој звони на телефон и некој таму стварно се јавува. Мислам, ова е во чиста фикција во старте. Здраво, добар ден, ми треба снимање на магнетна резонанца. Сега почекајте. Да, имаме термин, 14 мај 2027 во 15 часот има термин. Ај, чекай, ама, може е касно тогаш? Ако ти е касно, имаме во 9:30 са бајлет, ако не е проблем. Сега на швајцарец да му речиш во 2027 да дојдиш, тој ќе чека, брат. Тие се дисциплинирани, точни. Абе, со болки ќе се стега, ќе се битка. Уште 4 години нема термин да пропушти, нема шанси, ќе чека, смртта ќе дојде. Ќе го собере, ајде Штраус, камен зикијар, ајде брзо. Абе не, чекај, термин имам за намагнетна. Тука ќе падне на кондиција. Ептен е фикција да замислиш на вистина са, кога ќе размислам, швајцарец доброволно да дојде да живее овде. Абе тие овие мигрантите што беа од Сирија, од Пакистан, тие не ќе да останат тука. Тука на поминување само. Дојди бе брат тука да останеш и да поживееш, ни треба таксисти, ни треба това, знаеш, ние само паметните работи ги работиме. Нема кај, не треба. Колку земате плата? 400 евра ние. 400 евра. Абе брат, и вие сте за сона, сајде навам. А ти да треба да средиш за магнетна резонанца до 2027, не само што ќе се снимиш на магнетна, ти му средуваш и на другите да се снимат. И веќе по 50 евра почнуваш да вадиш од нив. Па се повикале корупција. Не е корупција. Тоа е втемелено во секој македонец. Да, и веќе не е ни смешно, малку е сериозно. Можеш ли да пробаш ти на швајцарец, драг мој пријател, сега што ме гледаш, да му го објасниш моментот со извод не постар од 6 месеци. Оди објасни му го концепт. На секој 6 месеци нов извод. Нема логика. Во 6 месеци, шо, си се преродил? Нешто ко турска серија, па си дознал дека те родила студинката, па сега мораш да извадиш нов извод и да го наследиш имотот? Како? На 6 месеци. Што сме ние будисти, па се реинкарниравме и сега нов извод ни треба? Еј, на 6 месеци, ало? Швајцарецот ќе рече, овие стварно се Ајнштајни, ништо не разбирам. Како воопшто живеат овде не ми е јасно. Не може сега на 2 милиони на сите се да им е јасно, само јас да не сваќам. Абе ќе му го падне IQ-то на швајцарецот. Во еден момент сигурно ќе дојде, ќе праша сигурно. Оти е вака тука, бе? Оти. Тука имаш и ти спремен одговор. Оти. Да, оти. Па за да ти пукнат, оти. Па така е бе човек, не крадат 30 години. Да, кој век ради? В затвор се? Мислам, беа, како така, беа, се повози, до струга, до вамо, беа малку в затвор. Така се вели како в затвор да беа, а кој век ради? Па, 2 парти тие се, не? Значи нема тие гласачи, пробува тој разумно некако. Дали разумно? Немале гласачи. Како да ти објаснам, драг пријателе, а да не испаднем IQ 81? Да, таа корупција не донесе до ова ниво, па вие како сакате наречете го. Дали било тоа корупција или било некое седмо сетило, снајди се.